А во новата сезона имаме и ново реално шоу. Реално шоу кое можеби некои од вас и го живеат. Да не должиме многу или што би рекле некои, да не го тупиме. Ви го представуваме семејството Лазовски од Мичурин. Едно име, една држава, во државата зграда, во зградата стан, во станот семејство. Семејството Лазовски од Мичурин е разрушено од овој референдум. Ја сменив плочката со името на вратата. Не е свесен дека наредниот конгрес ќе му го држам онде на троседон кај што седи. Јас сагав само торта. Спротивставените гледишта им го уништуваат животот. Уживајте во реалното шоу Мешан брак. Она на мене ќе ми бойкотира, све на пола ќе сечам. Ќе делам све, ќе сечам масала, ќе сечам телевизор, тросет. Се вклучуваме во живо од демаркацијата на границата во двособниот стан на семејството Лазовски. Леле, кој ќе си го ратам цел стан. Леле, на тој тросет докато ќе си легнам, абе нема да можеш да припариш таму. Како бе ќе го вратиш бе? Абе сега ни е моментот тапија да му земеме на станот. Каква бе тапија на пола стан тапија? Како на пола стан тапија? Зашо пола стан? Отие пола, еге и пирин кај се. Кај се де, у ЕУ се. И? Па Македонија целата е како другачие? Инаку името на Лазовски е признато од сите поголеми компании за струја, вода, телефон и слично. Ти стварно мисли дека ако го смени на ливчено наврата со името, дека на друго место ќе да смерки? За подобар живот на малиот. Бе логика нула. Според последните извештаи на Amnesty International, во оваа криза на станот на Лазовски имаме иселени лица. Морам да апелирам. Тато, знам дека гледаш на телевизија, тато. Дај смирете се, што е ова? Што е ова? Граници. Мамо, ме молам. Трогателна порака од детето. Веќе стигаат вести за тешки коментари на Facebook. Жестоко и на социјалните мрежи, засега летаат рафали од двете страни, а во благоводство е Миле, кој има 67:43 лајка на Анкица. Рововска битка продолжува и наредната недела, па затоа гледајте Мешан брак на вчерашни.